Секое утро за жителите на велешките населби Тунел и Превалец почнува исто. Да се провери дали сите врати и прозорци се затворени. Потоа да се излезе на тераса и да се измете прашината која преку ноќ како снег го прекрила подот. Да се истреса талиштата од белиот прав кој влегува во речиси секој процеп на домашниот мебел. А потоа да им се даде лек на децата на кои кашлицата не им сопира со месеци. Овие луѓе ја знаат причината за тоа. Не им треба мерната станица за PM честички во воздухот која и така не работи подолго време. Неколку години систематски ги труе каменоломот кој се наоѓа точно помеѓу двете населби. Драган Трајковски е прв сосед на каменоломот. Неговата куќна тераса е оддалечена само 50 на метри од оградата на фабриката во која се произведува гасена вар. Вели дека иако не е нормално, веќе се навикнале да живеат со овој проблем. Јас, например, не можам да спружирам малишта надвор, и тоа што после тоа треба да ги тресеш. Па ние више толерираме да не претераме, но 2-3 години од прилика мислам дека е така, уште колку можеме, не знам. Ама знаеме дека ова треба да заврши. Степенот на загадувањето моментално со горивото што ги користат за печењето на вар минимум 10 пати над дозволеното. Значи тоа се карциногени частички што се испуштаат во воздухот што во никој случај не треба да ги има. Значи вакви фабрики во типот на каменоломот што го има со такви горива што они користат, моментално ја мислам дека никаде во светот не ни се користат. И лекарите предупредуваат на опасноста од загадениот воздух од каменоломот. Интернистот и екологист Ненад Коцич вели дека жителите се почесто се жалат на проблеми со дишењето. Наголем процент од загадувањето предизвикува респираторни заболувања. И жалбите на поплаќето на граѓаните се дека навистина многу често нивните деца се разболуваат од овие респираторни заболувања. Сопственик на каменоломот е скопската компанија Технопавер. Пред неполни 2 години го купи од кумановската фирма USA Construction. Со тоа ја наследи и концесијата за површинскиот ископ на варовникот, но и интегрираната еколошка дозвола од стариот сопственик. Но USA Construction не го реализирала оперативниот план од дозволата и не ја усогласила фабриката според еколошките стандарди. На ова реагира општина Велес со жалба до Државната комисија за одлучување по управна постапка. Општинската инспекторка за животна средина Билјана Шуркова-Манаскова тврди дека ова било иницијалната каписла која што го натерало Министерството за животна средина да се премисли. Испратија тие инспектори во инсталацијата и веднаш дадоа предлог да се одземе дозволата, пошто на 4.6.2018 година дозволата беше одземена. Меѓутоа, операторот не престана да работи и по одземањето на дозволата. И според најновите информации до ден денес, кога ние го водиме овој разговор, инсталацијата работи и многу повеќе, значи сега има и дополнителни активности, значи има една бетонска база, значи врши производство на бетон, активност која што досега ние немавме регистрирано во границите на инсталацијата. Ние не можеме да избегаме од нашите граѓани, да избегаме од нашите проблеми, иако не сме надлежни да вршиме контрола на инсталацијата, меѓутоа одлучивме да се бориме со нив и да ги искористиме сите правни лекови и законски можности за да можеме да се справиме со еден ваков непринципиелен оператор кој што има лошо, да речем, поведение према граѓаните на општина Велес. Дека фабриката се уште работи, потврдува и Димче Тодоровски кој живее во близина на каменоломот. Тој често гледа облаци од прашина како се издигнуваат од кругот на фабриката. Не сме за затварање на истата таа, меѓутоа сакаме да работи во границите на нормалата. Што значи тоа во границите на нормалата? Во границите на нормалата сега лично јас не сум стручен, меѓутоа доволно ние сме сите интелигентни да сватиме за каков загадувач станува збор. Самото тоа што и во моментов фабриката работи, одскоро стаса допис дека има забрана работи без лиценца, ќе сватиме дека тука нешто не е во ред. Зошто работи и како работи, има институции. Неколку пати е пријавувано, меѓутоа еве гледате што се случува. Секој ден работи, мора да напоменам, посебно сабота и недела. Жителите на населбите Тунел и Превалец се револтирани од односот на сопственикот на Технопавер, кого никој досега не го видел. Тој не се појави ниту на двете јавни расправи, од кои едната ја организираше токму неговата компанија.
Наместо тоа, испрати свој представник кој ги револтираше граѓаните оти на сите нивни прашања немаше одговори или велеше дека не е запознат. Во телефонски разговор, Јовчев рече дека не сака да дава изјави во камера. Негира дека фабриката работи откако остана без дозвола. Првото прашање кое ни го упати е дали сме од Велес. Откако доби потврден одговор, почна да ни раскажува колку придонесува за градот. Иако не сум од Велес, јас сум поголем велешенец и од вас, оти давам плати на 100 ваши сограѓани. Дури и сега, кога каменоломот не работи, откако ни е одземена интегрираната еколошка дозвола, таму нема производство. Единствената активност ни е чистење на кругот на каменоломот од залихите на камена вар кои ги имаме. Од движењето на камионите низ каменоломот се крева прашина и затоа околните жители реагираат. Поседуваме концесија за ископ на 30 години. Откако поднесовме барање за интегрирана еколошка дозвола, почнавме со активности на усогласување според еколошките стандарди. Порачавме нова печка за вар која ќе работи на газ наместо како досега на јаглен. Кога ќе ја инсталираме, ќе ги урнеме старите печки и на нивно место ќе изградиме нова хала. Со тоа ќе воведеме нова производствена линија за која ќе ни требаат дополнителни 80 работници плюс од досегашните 100. Сепак, во меѓувреме мораме да ја одржуваме единствената печка која работи. Оти ако ја изгаснеме, може да се урнат сите 6 и да дојде до хаварија. Ние сме сериозна компанија која тука планира да работи многу години. А токму многуте граматички честички за идно време ќе се причина за негативното мислење кое општина Велес го дало за барањето на Технопавер одново да добие еколошка дозвола. Барањето за добивање на интегрирана дозвола е нејасно. Барањето содржи бројни пропусти. Практично нема страна на која што ние немавме забелешка, барањето е доста обемно. И сметаме дека вакво какво што е доставено од страна на инвеститорот треба да се одбие заради тоа што со активностите кои што се предлагаат нема да се подобри состојбата со животната средина и нема да се унапреди квалитетот на животот и здравието на граѓаните. И додека институциите ги разгледуваат разните барања, инспекцијски извештаи и записници, од време на време од каменоломот се слушаат детонации и одминирање. Последната била на 29 октомври годинава. За неа, жителите велат дека помислиле оти ги погодил силен земјотрес. Димче Тодоровски тврди дека од детонациите распукале зидовите на неговиот деловен објект кој го подготвувал за работа. После детонацијата одма се симнав, еве шо може да се забележи. Можете да видите другиот дел, вецињата, тука, значи не може да ми каже некој дека во чисто миро испукало. Ово 2015 година е се правилно регулирано, еве сега како. После самата детонација, кај да пријавам, не знам. Не постои таква институција. Значи, овој објект го спремаше за... Да, беше постар. Причина тоа што се испукаат зидовите и да се откажат? Нормално. Жителите ја пријавиле детонацијата во полиција и во општина Велес. Во време кога му е одземена дозволата, тој минираше, имаше големо минирање, на 29.10, ако не се лажам, тоа беше, значи врши се уште активности. Собственикот на каменоломот Технопавер Јован Јовчев тврди дека минирањата се согласно сите стандарди. Минираме по стандарди и не е точно дека од потресите можат да се оштетат објекти во околината на фабриката. И ние имаме објекти во кругот на каменоломот, па нема ниту едно оштетување на нив. Но дали е така, не успеале да дознаат ниту државните инспектори за животна средина при контролата која ја направиле 10 дена по минирањето. Кога стигнале во каменоломот, забележале дека вработените се подготвуваат за ново минирање. На 8.11, значи минатиот месец, извршивме контролен надзор, при што констатиравме и ги затекнавме како вршат припрема за бушење, за минирање, за експлоатација на камената вар со лафетна бушалка за дупчење на длабочина до 10 метри. Државниот инспекторат за животна средина донесе решение за забрана за вршење на дејност на работа во каменоломот и печките за печење на камена вар во фабриката за камена вар во Велес на локалитетот Превалец. Во извештајот од надзорот, инспекторот напишал:
И покрај писменото задолжување, одговорното лице не ја достави документацијата за последното минирање во каменоломот до изготвувањето на оваа информација. Велешките екологисти будно ја следат ситуацијата со загадувањето од каменоломот. Оваа ситуација многу ги потсетува на онаа од пред 10 години со топилницата за олово и цинк, кога Велес се соочуваше со најголемото загадување во историјата на Македонија. Ненад Коцич смета дека државата не ја научила лекцијата од топилницата и жали што државата се буди откако граѓаните ќе го кренат гласот. Повеќе пати беше објавено и во медиумите, во јавноста, запознаени се сите дека работат без дозвола и не ми е јасно како може никој ништо да не презема во однос на ова исмејување и понижување на државните институции кои што се платени да обезбедат здрава и чиста животна средина за жителите на цела Македонија, па и за жителите кои што живеат во овие две населби. Но со него не се согласува државниот инспектор Начев, кој тврди дека инспекторатот постапил правилно и ја забранил работата на каменоломот. Следната контрола инспекторите ќе ја направат по 90 дена од забраната. Ќе ја следиме состојбата, значи по донесената забрана и ви реков редовните контролни надзори се по решението после 90-тиот ден да видиме дали он добила интегрирана, доколку има други преставки, значи граѓаните на Велес и преку општината Велес може да достават писмена преставка до Државниот инспекторат за животна средина и ние да извршиме вонреден контролен инспекцијски надзор, да видиме дали тој ја почитува забраната или не ја почитува. Доколку не ја почитува, ви реков, ке следува санкција кон него соодветно Законот за животна средина. Но проблем не е само загадениот воздух, детонациите и силната бучава. Каменоломот често испушта отпадни води и ја загадува реката Тополка. Нашата екипа лично се увери во тврдењата на жителите на населба Превалец пред 8 месеци, кога отидовме таму. Јован Здравевски живее точно на местото каде што испусниот канал од Варницата се слева во реката. Тој на фабриката, точно на фабриката и многу загадува. Редовно тече сета вода што фабриката користи за перење на каменот и на ризлата, сета вода тече во реката. И е стварно ептен нечиста. Па многу пати си има случајно помор на риби, најверојатно дека е од водата од фабриката и од варот. Многу пати вар се испушта и тош кога ќе заврне, сета вода си од отпад од фабриката се оди во реката. Истата приказна сега ја потврдува и Ненад Коцич. Се врши загадување на реката Тополка, сведоци сме дека скоро цела година таа е обоена бело како резултат од загадувањето од истата фабрика, што предизвикува многу често помор на и уништување на рибниот фонд во реката. И покрај одземената еколошка дозвола, Технопавер се уште има концесија за експлоатација на варовник. Од Министерството за економија велат дека до нив не е пристигнато известување дека на овој концесионер му е одземена интегрираната дозвола, ниту пак има соодветен предлог од Државниот инспекторат за животна средина за раскин на договорот за концесија. Постапувајќи по укажувањата од вашето прашање, Министерството за економија ќе се обрати писмено до Државниот инспекторат за животна средина и до Државниот инспекторат за техничка инспекција, како надлежни инспекторати согласно Законот за минерални суровини, со цел да извршат увид на локалитетите и доколку има основ да предложат соодветни мерки за понатамошно постапување. Жителите на населбите Тунел и Превалец немаат ништо против каменоломот да работи, но велат дека во исто време тој не смее да го загрозува нивниот живот. Порачуваат, никаков профит не е поважен од нивното здравје.